заменик министер за образование, почитувани колешки и колеги, намерно вака ви се обраќам заради вниманието да ме сослушате како последен говорник. Заборавам да се пријавам, искрена да бидам. Мислам дека важно е да не заборави временската рамка за задолжувањето 2019-2024. Денеска сега сме 2021 и во било која европска држава на половината од 4 години би имало евалуација, а ние уште не сме почнале. Тоа е првото. Второто, како учителка, морам да кажам дека образованието е систем, жив организам. Не можете да го реформирате дел по дел. Затоа мене во овој закон ми недостигаат оние кои се најкомпетентни и најодговорни за доброто образование. Образованието што води кон критичко знаење, тоа се образовните и научни институции и се разбира МАНУ. Како човек, не можам да не го кажам следново. Во услови на криза, здравствена криза, многу тешко може да направите образовни реформи. Не заборавајте, во септември сите ние ќе бидеме рековалесценти се уште, дури и ако кризата почне да се заминува. Значи, за добро физичко и психичко здравје, особено на деца во основно образование, велат истражувањата, знаете што во оваа криза им треба, за да останат здрави во телото и умот? Музика, што би рекол Ниче, уметност, што би рекол Аристотел, забава значи, музика, уметност, забава и спорт. Радикални реформи во образование не се прават во услови на криза, запомнете. Ајде да се вратам сега на законот. Тешко е да направите добар образовен систем со 3,7% од брутоопштествениот производ од буџетот за образование и 0,8% најнискиот во регионот за наука. Волшебник да сте, тоа не може да го направите. Понатаму, реформа со заем не се прави, па дури и да е палијативна, туку системот треба да се храни постојано од сигурни средства. Ајде сега на самиот закон. Прво, зошто го поздравив посебно заменик министерот? Зошто јас овде очекував аргументи, одговори од министерка за образование и од заменик министер, а не од министерот за финансии. Оти парите се само инструмент за спроведување на реформите. Она што мене ме загрижува е следново. Ако вака продолжиме со задолжувањата, јас не знам колку пати сум укажала на така наречената финансиска клаузула, да беше заменик министерот за финансии, ке потврдеше, имено, во 2014 година се донесе финансиската клаузула, се успои, според која во уставите мора сите земји членки на ЕУ да се обврзат дека нема да трошат повеќе од 60% од бруто општествениот производ. Нема да имаат долг поголем од 60%. Ние го надминавме, се разбира, имаше бурни реакции меѓу членките на ЕУ дека тоа е навлегување во суверенитетот, меѓутоа, знаете зошто посегнаа по тоа, заради финансиската депресија во која што влегоа. Ние некако во таа финансиска депресија, ако се сеќавате, излеговме здрави и живи, дури и за пример не даваа. Значи, сериозни економисти укажуваат дека малите држави особено треба да внимаваат на задолжувањето. На памет ми е некогашниот директор на Светската банка, професор, чувен критичар Јозеф Штиглич. Тој вели, на малите држави им се заканува должничко робство. На малите држави им се заканува загрозување на суверенитетот, доколку
доколку се задолжуваат. Понатаму, сега е актуелно во државава да зборуваме за ЕУ дома, а не ЕУ преку Брисел, и затоа јас мислам дека треба да внимаваме на овие стандарди. Понатаму, задолжувањето е на товар на граѓаните и ние, пратениците, сме нивни представници, па мора да се однесуваме како грижливи домакини, како добри домакини и домакинки. Значи, затоа јас повторно сум против скратена постапка, зошто, бидејќи да е редовна постапката, оние кои најдобро ја знаат оваа материја и од образовен аспект и од финансиски аспект ќе ни помогнеа во правилните заклучоци. Секогаш зборуваме постфестум за народните пари, ние и воопшто не се согласувам со еден од говорниците кој велеше па работа на владата, ние треба да ги прифаќаме низините предлози. Не, ние треба со микроскоп да ги гледаме предлозите, не да ги заверуваме владините акти, не да ставаме печат на владините предлози, туку промислено и критички да ги оценуваме. Значи, по логиката на скратена постапка, заради брзањето, во името на нешто што воопшто не држи, обемен и сложен закон, ама секој долг е сложена структура и сложена материја, бидејќи, значи, товар на граѓаните нема, повторно стапува во сила веднаш по донесувањето. Сега знам зошто ние имаме толку многу закони во однос на другите држави. Зошто? Зошто кога го читам овој закон, гледам еден рутински пристап. Тамо каде што пишува оценка на состојбите во областа што сега треба да се уреди, нема ни збор за состојбата. Туку се кажува што е проектот на Светска банка. Значи, јас сакам да видам каква е сликата во основното образование, каде се потребни најмногу средства, каде приоритети. И многу убаво е да се чуе за ранливите категории, ама во засегнатите страни ранливите категории се ставени на последно место и јас очекував овде посебен дел со средства, со проекти, како навистина ќе им овозможиме на ранливите категории да бидат рамноправни во стекнувањето на знаењето, но тоа не го видов. Понатаму, пишува дека веќе има формирано единица за управување со проектот во МОН. Јас многу сакав да видам што вели таа единица за овие 2 години зад нас. Нема мислење од Биро, од Државен испитен центар. Сето тоа јас сакав да го чујам овде во една дискусија. Мислам дека по толку многу долгови се плашам дека ние лаиците во оваа област ќе изгубиме ориентација што значат 21,5 милиони ако не се употребат соодветно. Она што мислам дека исто така е важно е следново. Се вели дека проектот, чиј неразделен дел по елемент по законите на логиката е новиот концепт за основно образование, честопати овде од нашите соговорници го слушавме, дека нема врска со новиот концепт. Видете, реформа почнува секогаш со концепт. Не може да нема врска со концептот, меѓутоа, од она што го читам јас овде како образложение, цели и слично, не можам да видам вистински концепт на трошење на парите. Мислам дека има премногу оставено широка сфера за дискреционо постапување на министерката, на заменик министерот и на останатите од МОН. Што сакам да кажам? Кога реков дека не можам да ги препознам како категорија што треба да е најзасегната и на која треба да ја се посветени парите од овој закон. Гледајте засегнатите страни по кој редослед се: наставници, ученици, родители, службени лица во локалната самоуправа и на крајот ранливи категории. Ова е нелогична градација. Ако потем следи фокусот врз ранливите категории, мислам дека ним треба да им биде посветен голем дел од овој закон. Кога гледаме како ќе се трошат парите, навистина, оној дел за
Завршувам. Да, довршите Оној себе си. дел кој што се однесува на статистиката, апсолутно логично, по законите на логиката виси во воздух. Понатаму, консултантите, не. Она на што требало да биде концентрирано овој закон, мислам и дека и од оваа страна тоа го кажа, е точно амбиентот на школувањето, Благодарам. училиштата. И мислам дека ако се концентриравме на ова, ќе сватевме дека многу важен е амбиентот за љубов и знаење кон образованието. Ви благодарам. Бидејќи исцрпена листата на